Што правиш внатре? Отвори ја вратата. Зарифе! Зарифе, отвори ја вратата. Ја скршам ако не отвориш. Зарифе! Зарифе, немој те молам. Господе, прости ме те молам. Зарифе, немој! Ше ти Господ отвори ја вратата, Зарифе! Тато! Тато, веднаш доаѓај! Зарифе сака да се самоубие! Зарифе! 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 Тато, не се отвара вратата! Не се отвара ли? Тргни се ти! Зарифе! Кулабице моја! Отвори ги очите, Зарифе! Отвори ги очите, Зарифе! Зарифе! Вахиде! Бргу викни ја мајка ти! Ти реков викни ја! Добро, тато. Зарифе! Кулабице моја! Мртвите! Мртвите! Марија! Побрзајте, Марија! Убите ги! Смрт! Убите ги! Смрт! Убите ги! Од оваа страна. Наваму. Мамо! Мамо! Што е, Вахиде? Зарифе сакаше да се самоубие. Што зборуваш ти? Мамо, Керко почекај, моја, не Зарифе! паничи! Мамо! Мамо, побрзај, побрзај! Ајде, побрзај, побрзај. Побрзај, мамо! Што се случи, Мерем? Зарифе сакала да се самоубие. Трчај, Хатидже! Стојте! Застанете, слушате ли? Дај ми ги жените, а ти тргни се! Жените не се виновни за ништо. И нашите жени и деца не беа виновни за ништо. Тргни се од тука. Смирете се. Вие справете се со четите. А не со жените и децата. Тргни се, инаку ги изгориш. Зарифе! Фатма! Зарифе! Што се случи? Се обесила. Зарифе! Керко, што се случи со тебе? Зошто сакаше да се самоубиеш? Зошто? Застанете! Спуштете ги стаповите. Послушајте ме, ефенди и добри луѓе. Димитрија и неговата чета се фатени, сега се во затвор. Сите ќе си го добијат заслуженото. Кај макамот ви ја кажа вистината. Луѓето од четата се заробени. Сите вие сте во право, господа. Виновникот е Иван, неговото семејство не е. И тој ќе си ја добие казната. Сите ќе си ја добијат казната. Морате да верувате во законот, во државата. Ајде сите дома. Не ли се доволни овие маки? Премногу се. Немој да ми создаваш толку многу маки. Не можам да го носам овој товар. Вахиде?
Што се случи? Вахиде, што ти е, што се случи? Кажи ми што се случи. Зошто сега на тебе да ти кажам? Што има ти да знаеш? Тогаш требаше да бидеш тука. Зашто зборуваш ти, Вахиде? Само Господ знае каде беше ти и со кого. Мојата сестра сакаше да се самоубие. Да не пристигнавме на време, ќе отидеше Зарифе. Сакаше да се самоубие. Зарифе? Како е Зарифе? Не беше добра, но сега е подобра. Ќе биде добра. Ќе биде добра. Многу не исплаши нас. Зарифе, добро ли си? Подстани. Чекај, тетко Фатма. Сама нека се обиде. Погледни стана. Чекам да ми се извиниш, Ефенди Рамис. А зошто јас да ти се извинам? Бидејќи многу ме повреди мене. Да знаеш дека и ти треба мене да ми се извиниш. Јас ли? Зошто јас да ти се извинам тебе? Види, а дури и прашуваш зошто? Те прашувам зошто? Не можеше да се грижиш за ќерка ти, за малку ќе се обесеше. Замолчи, не зборувај. Гризни го јазикот. Го гризнав. Добро. Значи, така, Рамис Ефенди. Се случи поради мене. Не до толку. Не, до толку. Реков не до толку. Јас реков, не поради тебе. Не слушнав? Не можело да слушне. Ете, реков не. Добро ли е? Слушна ли сега? Со ова се извини. И јас го прифатив тоа извинување. Јас не се извинив. Јас ова направи... Што направи? Фатма, види, скуси го јазикот да не се расправаме. Во право си, не е до толку. Многу се исплашив, Хасан. Многу се исплашив. Како можеше да направи такво нешто? Како можеше? Заради љубов, Хасан. Многу го сака Алекс. Не можам да поверувам. Многу ми е жал за незината состојба. Ако и се случеше нешто... Ајде, не грижи се, жено. Ајде, не плачи. Многу се плашам. Не плачи, жено. Не плачи. Што правиш, Хасан? Те бакнувам? Во ваква ноќ. Нема ни да си помислил на тоа. Во ваква ноќ нема ни да помислам. Во ваква ноќ се венчавме, немој ни да си помислил. Ќе умреме, пак немој да помислуваш. Ти реков не помислувај. Види, состојбата на нашата Зарифе. Добро кажуваш, не е добра. Тај го најдеме чарето. Треба да најдеме некаков начин. Треба. Сега, ако остане тука, не може да и се излечи болката. Вистина, паметот секогаш ќе биде кај Алекс. Вистина ќе и остане. Јас велам да ја оддалечиме мојата гулабица од Алекс. Да ја однесеме некаде далеку, како да ја испратиме? Кај кого? Сама ли да ја испратиме? И ти ќе одиш со неа? И јас ли да одам? Каде да одам? Ама јас не знам каде да одам. Не знам. Треба да размислам. Да, треба да размислиш. Ајде размисли. Размислувам. Прво, нема да биде премногу далеку. Второ, нема да биде во близина. Околу неа нема да има ни еден познат човек. Види, ќе го поминеш потокот Ѓуллук, сврти лево, оди нагоре по ридот, ќе се појави една куќа. Чија куќа? Куќата на грмчарката Муневер. Кај Намик ли? Да, кај Намик. Кај вистинскиот Намик ли? Кај вистинскиот Намик. Таму може. Може, нели? Може. Утре да тргнете на пат. Со Господ напред, ќе тргнеме утре. Фатма. Кажи. Фатма моја. Мојата султанка. Дојди. Хасан? Добро утро. Каде ќе одиш?
Чавката умот ти го испила. Одам на работа, господјо Хатиџе. Ајде, пријатен ден на вас. На нас ли? Гулабице моја, гулабице, гугу. Добро утро, тато. Добро утро, Вахиде. Добро утро и тебе, Зарифе. Спиеше ли добро? Имам многу убави вести за тебе. Што тоа, тато? Размислував, си реков, мојата Зарифе сака многу да шета. Вистина е сака. Реков, мојата Зарифе да оди, да посети, да прошета, да земе малку воздух, да се Добро си соземе. размислил, многу добро си размислил. Зарифе, и тебе добро ќе ти дојде промена, нели? Заедно со мајка и решив да ги испратам кај тетка и крнчарката Муневер. Што велиш, гулабице? Не е важно, тато. За мене повеќе ништо не е важно. Добро. Фатма! Што се случи, Рами, се разговараше? Разговарав. Што рече? Сакала да оди кај крнчарите. Така ли рече? Епа, тогаш треба да се подготвиме, нешто да спремиме за пат. Ајде. Ајде. Намик, дојди. Добро утро. Дојди. Добро утро, Чичко Рамис. Сакам нешто да те замолам. Повеле, Чичко Рамис, кажи. Види, јас сакам Фатма и Зарифе да ги испратам кај едни роднини. Наши, блиски роднини. Зарифе да оддалечам од тука. Добро вели, Чичко Рамис. Јас за се добро размислувам. Слушај сега, селото Сарилар оддалечено е 5-6 сати од тука. Би сакал ти да ги однесеш. Се разбира, ќе ги однесам. Јас ќе ги однесам, тато. Јас ќе ги однесам, Вахиде. Не, тато, јас ќе ги однесам, ти не си ни потребен. Кога сум јас тука, ти не си потребна. Всушност, јас кога сум тука, што ти е на тебе? Вахиде, како ќе се вратиш од толков пат и тоа сама девојка? Машко прозборе. Што знаеш ти освен да гледаш по жени, бе? Вахиде! Јас многу подобро користам оружје од тебе. Вахиде, каква врска има сега тоа? Јас ќе ги однесам, бе. Јас ќе ги однесам. Јас ќе ги однесам. Реков, јас ќе ги однесам и точка. Јас ќе ги однесам. Јас ќе ги однесам. Јас ќе ги однесам. Доста! Замолчете, бе! Молчете и двајцата! Послушајте ме тогаш мене! Бидејќи толку сте запнале, тогаш и двајцата одете. И внимавајте еден на друг. Ама, тато, јас овели ќе одам Јас таму. го кажам своето. Размислував, одлучив, заврши. Готово! Реков заедно и толку! Браво, млекару Рамис. Мислеше и повторно одлучи за недоброто. Кој чека и ќе дочека. Што мисли дека прави овој кајмакам? Кој кајмакам, тато? На песочан кајмакамот. Дилавер. Што има лошо направено овој кајмакам што толку вас ви изнервирал? Очигледно е дека не ги почитува моите наредби. Земи ги луѓето и оди право во градчето Песочан. Оди таму и прашај го овој непослушен кајмакам. Не се плаши ли од нас и од силната држава? Вие сте тука и закон, и силната држава, господине Паша. Тогаш овој човек не се плаши од никого. Господине кајмакам, командирот Джезми сака да се види со вас. Нека повели. Повелете. Пристигна телеграма од битолскиот вилајет. Ке дојде синот на Маскар Паша, валијата на Македонија. Значи ја примиле веста. Да видиме како ќе реагираат. Можно е Пашата многу да се изнервирал. Не ги уваживме неговите наредби. Заклучокот што сака нека биде. Ние ја направивме вистинската работа. Значи Маскар Паша одлучил да го испрати својот син Абдул. Тоа е добро во некоја смисла. И така требаше да ги испратиме заробените бунтовници во Битола.
Вие направете ги потребните подготовки, команданте. Кога ќе се вратам, ќе ги предадеме бунтовниците на господинот Абдул. Како ќе наредите кајмакаму? Каков брак е ова, бе? Јас се оженив со Хатиџа или не се оженив? Се оженив. И што се случи? Порано ја држев за рака. Ќе ја бакнев за образ. Сега што се случи? Сега не може Хасан. Сега мајка ми дојде. Не може оваа вечер, Хасан. Што правиш, Хасан? Нема љубов. Нема љубов без возбуда. Овде нема никој? Или јас дојдов прерано? Ајде. Кројачу Хасан? Срекниот кројач Хасан. Зетот Хасан. Алекс? Алекс. Несрекниот Алекс. Земи, напи се од македонско вино. Што правиш ти тука? Пијам. Пијам до зори. Ќе пијам додека не умрам. Се случило ли нешто? Значи сакаш да умреш, а? Убаво. Но никого не повлекувај со себе. Што сакаш да ми кажеш? Зарифе сакаш да се обеси? Што зборуваш, бе? Поради тебе сакаш да си го отеме животот. Зарифе! 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 Не уништи сите. Пијаница. Зарифе! Алекс! Алекс, што правиш ти? Каде е Зарифе? Што се случува, Алекс? Алекс! Алекс! Каде е Зарифе? Алекс, јас ти реков застани, а ти не застануваш. Не го слушаш мојот збор. Чичко Рамис. Чичко Рамис ли? Јас не сум твојот Чичко Рамис. Немој да ме вика Чичко Рамис. Мојата гулабица за малку ќе си го одземеше животот поради тебе. Каде е Зарифе? Што и се случило на Зарифе? Зарифе не е тука, замина. Името на Зарифе, уште еднаш немој да го спомнуваш. Сега губи се тука, губи се. Чичко Рамис, само кажи ми каде е Зарифе. Каде е? Зарифе, вели. Види, уште ја спомнува Зарифе. Не ти беше доволно тоа што не снајде? Не ти беше доволно што патевме? Јас сакав ли да биде вака? Поради тебе. Ти сакаше да се случи. Ти сакаше. Се поради тебе. Ако настрадаше мојата гулабица, ќе те задавев со собствени раце. Ме слушна ли? Губи се! Никогаш повеќе да не го видам твоето лице. Човолско лице. Губи се!
Зарифе? Ајде, ајде. Димитри, што ќе правиме? Што ќе правиме, Димитри? Многу зборуваш, Иван. Молчи, ајде, седи. Што ќе прават со нас, а? Кажи, Димитри, што ќе прават? Престани, Иван. Не ти доликува ова да плачеш како жена. Не можат ништо да ми направат пред да му се одмазнам на тој што не предаде. Во кого се сомневаш, Димитри? Не е никој од нас, нели гледаш, Ѓорги? Сите сме тука. Кој е тој? Тогаш кој е? Кој? Петрос. Тој прави да лавери со пашата. Тој не продаде нас. Може ли една крава да сака магаре? Не може. Кравата сака бик, магарато магаре. Нели е така? Алекс, што сака од нас? Кравата и магарето може да бидат само пријатели и толку. Ајде, одиме. Ѓамуш, ајде, одиме. Ајде, реков. Види сега. Одиме. Види, одиме. Јан. Ајде, ајде, дојди. Одиме. Одиме, де. Види. Види што инат. Ајде, бе, сега. Ајде, де, види сега. Ајде, одиме. 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 Ајде. Ѓамуш! Ѓамуш! Боже, Господи! Остани, бе! Дојди, дојди, ајде. Ајде да видиме. Ајде сега. Алекс, што се случи? Што ти е на раката? Повторно ли се караше? Каде си, бе, море? Умревме од грижа. Што ти се случи на раката, а? Добар сум, ништо не ми е. Одговори ми, бе, море. Повторно ли се караше, а? Зариф е, дедо. Девојката сакала да се самоубие. Сакала да се обеси. Што? Се поради мене, дедо. Девојката сакала да се обеси, дедо. Гледаш, нели? Ти сакаше сонцето од запад да грее. Видели што се случи? Гледаш ли, бе, хеј? Гледаш ли што се случи? Здраво, живо. Господи, види, и овие се твои слуги, и јас сум твој слуга. Но овие ми ја горат душата. Не купуваат млеко од мене, ме оставаат мене да гладувам. За другото ти мисли. Господине Рамис, господине Рамис. А, господин Стефан, застани да ти дадам млеко. Рамис, господине Рамис, не сакам млеко, не сакам. Не те барам заради тоа. Што сакаш ти? Ми требаат малку пари. Во тешка положба сум. Имам едно плаќање, господине Рамис. Јас треба да ти платам? Да. Знаеш, твојата жена пред свадбата дојде во мојот дуќан и изнапазари многу работи. Така е. Зеде е, но се запише во тетратката. Во тетратката за долгот. Можно е. Но јас ти платив еден дел на тебе. Господине Рамис, видете, од 65 акчи плати само една акча.
А останатото? После свадбата сев те излегувам. Прво тебе ќе ти платам да ми се наполни малку раката, ти ветувам. Ми ветивте, командиру. Се договоривме дека моето име нема да се открие. Не грижи се, Петрус. Никој нема да дознае. Благодарам, командиру. Застанете, од каде ви се пушките? Овие сите се заедно со мене. Господине Абдул? Командиру, со вас треба да се пресметам за нешто. Вас од каде ве познавам? Господине, се сретнавме во канцеларијата на вашиот татко. Јас сум Петрус Бугаринот. Тргувам со тутун. Се сеќам на вас. Доколку не ви пречи, вие останете, има нешто да разговарам со вас, господине. Како сакате, господине? Ама прво со Кајмакамот. Но, господине, во овој миг Кајмакамот... Кајмакаме! Каде е овој човек? И јас тоа ќе го кажем. Господинот Кајмакам отиде во чаршија. Шетање во работното време, така? Не ги почитува наредбите на Маскар Паша, да се ужива за време на работа. Браво, господине Кајмакаме, браво. Направете ми едно кафе. Веднаш ќе ве донесам. Вие може да излезете, командиру. Јас да зборувам со господинот Петрус. На ваша услуга, господине. 43, 43, уште 5. Тато Рамис? 44, 45, Тато... 46. Тато Рамис? Чекай, колку бе? 5, 47, 48, 49. Тато Рамис? Немој да ме будиш! Немој! Ми си измеша сметките! Боже, боже! Татко Рамис, па што татко Рамис? Што правиш, тато Рамис? Го сметам нашиот долг. Кој долг? Долгот од твојата свадба. Ја. Колку ти е долгот, тато Рамис? Околу 300 акчи. Една година без јадење и пиење, сепак нема да го платам. Јас имам собрано малку пари, тато Рамис. Навистина, колку имаш? Околу 2. 2 акчи, добро. Од 300 акчи, вади 2 акчи, останаа 298. Џабе не велат дека паметниот прави ваква свадба. Стани, тргни се, бре, тргни се. Чичко Рамис? Чичко Рамис? Што е, да не сум те навредил? О, Кајмакаму, ево, како е можно такво нешто? Не си ме навредил, јас сум малку расен. Настинат сум. Така ли? Така е, Нека е со помин. Благодарам. Сега да си одам јас. Хасан, што му се случило? Има многу, мака, многу. Немој бе, Хасан, кажи ми што се случило. Има многу голем долг кај Макам. Тој ми ја направи свадбата, нели? Да. Многу се задолжи. Ако сакаш, дојди во дуќанот, ќе се напиеме едно кафе, ќе позборуваме. Ајде, важи. Ајде, повели. Нозете ми потекоа. Плускавци ми излегоа на стапалата. Се искривив. Ти како си, добра? Добра си, добра. Намик, подготвен си да се запознаеш со вистинскиот намик? Да те носи ѓаволот, бе. Што зборуваш ти, Вахиле? Сега повторно нешто мрмриш. Намик, лажниот. Ова е куќата на вистинскиот намик. Ајде, тргни. Муневер! Муневер, ма! Муневер! Фатма, ти ли си? Добре дојдовте. Кој ветер ве донесе тука? Да не пукнеш, дојди. Ај, добре дојде. Ова ли личи на грнчарка? Молчи, бе, ќе те слушне. Намик, дојди. Мамо, кој дојде сега? Тетка ти Фатма дојде. Навистина ли? Навистина. Која е тетка Фатма? Ова ли е тетка Фатма? Ова е тетка Фатма. Така? Така. Ова ли е тетка Фатма? Ова, синко, ова е тетка Фатма. Ова е Вахиде, синко, а јас сум Фатма.
Која е ова убава девојка? Срамота е, синко. Не му се лутете. Ајде, повелете, влезете внатре. Види колку сум силен. А, да, силен си, да, ама не е важно. Кај дојдовме, мамо? Дојди. Повелете, влезете. Намик воопшто не се променил, нели девојки? Не, мама, се колнам истиот е. Тебе намик ти се допаѓа овој вистинскиот намик? Што е ова, бе? Благодаря. Повелете, Кајмакам. Сега, господине Стефан, нешто би ве замолил. Каков збор е тоа, Кајмакаму? Повелете, господине. Во врска со господин Рамис. Слушнав дека и на вас и на еснафите од чаршијата долгот му се зголемил. Да. Слушнав лихварите го притискаат. Вистина е. Сега сакам да ве замолам да го одложите тој долг, господине Стефан. Знаете, на свадбата има упат, остана во многу лоша состојба. Знам, господине Кајмакам. Сега ве молам, земете го ова, да се надомести дел од долгот. Или разговарете со еснафите од чаршијата, нека го пролонгираат долгот. Ако сакаат некаква гаранција, тогаш јас ке гарантирам. Дојди. Ајде, дојди. Мозница моја, левот на мојата душа. Душо моја, од твоите полни вимиња колку млеко измолзев, го продавав насекаде. Со тебе имавме и добри и лоши денови, но јас имам многу голем долг. Во Песочани никого не можам да погледнам в лице поради мојот долг. Размислував и одлучив тебе да те продадам. Прости ми. Ќамуш, верен другар мој. Прости ми. Истото и тебе те чека. Газда Рамис! Каде си бе, Рамис? Ветеринару, нека е на добро. Дојдов да разговарам со тебе, Газда Рамис. Зашто сакаш да разговараш со мене? Знаеш, ете, во врска со мојот внук и твојата керка. Значи за тоа, а? За тоа. Оној твој внук, не ранимај го, дојде тука, ни збор не ме послуша. Влезе во мојата куќа. Море му летна паметот. Тогаш опамети го тој не ранимај го. Поради него ќе умреше мојата кулабица. Се посрамоти во Песочани. Никој не разговара со мене, не купуваат млеко. Должам повеќе од 1000 ветеринару. Што и да кажеш, во право си. Без разлика на се, во право си, Газда Рамис. Во право сум. Се разбира дека сум јас во право. Погледни ме мене, Газда Рамис, што ми викаш мене, бе, море? Јас и кога сум луд, и кога викам, во право сум. Дојдов да ти се извинаме, Газда Рамис. За лудоста на внук ми, јас не сум виновен. Жал ми е, ветеринару. Јас викам поради мојата лутина. Дојди, повели. Оваа вечер тука ќе останам, господине Петрус. Мојата душа сака да се забавува. Јасно ли ви е што сакам да кажам? Јасно ми е, господине. Штом тоа го сакате, вечерва ќе ја подготвам најдобрата забава за вас. Во ред. Значи, договорено е. Подоста ќе дојдам да ве земам. Господине, сега извинете ме, ве молам. Дали е внатре? Да, господине. Добро дојдовте, господине Кајмакам. О, господине Кајмакаме,
Изгледа не ја добивте веста за моето доаѓање. Ја добивме. Тогаш, зошто не бевте во вашата канцеларија? Зошто не дојдовте да ме пречекате? Имавме многу поважни работи. Така ли? Да, така. Спуштете ги нозете. Реков, спуштете ги нозете. Што се замислувате вие, господине Кајмакаме? Дали сте свесни за тоа кој стои пред вас? Јас сум синот на Масхар Паша, валијата на Битола. Да се биде син на некого не е ранг во војската. Но знам кој сте вие. Вам ви беше наредено да не превземате никаква акција против грчките и бугарските чети. Ние сепак дознавме дека, занемарувајќи ги наредбите на Масхар Паша, сте стапиле во конфликт со четите и сте предизвикале смрт на многу луѓе. За смртта на лицата за кои зборувате со жалење, заборавате дека се злосторници кои со месеци им го одземале животот на десетици муслимански селани, кои се обидуваат да ја уништат нашата земја. Наредбите на татко ми беа доволно јасни. Јас постапив исправно. Ваша должност не е да давате собствени одлуки и да се трудите нив да ги реализирате. Вашата должност е да ги исполнувате наредбите на татко ми. И за многу кратко време нема повеќе да го окупирате тоа место, господине Кајмакаме. Господине командире, дали ги направивте потребните подготовки за префрлување на заробените членови на четата во битолскиот затвор? Да, ги направивме. Добро. Тогаш, господине Абдул, капетан Абдул, земете ги бунтовниците и назад во Битола. Кога ќе си одам, јас ќе одлучам, а не вие. Ама запомнете го ова. Во најскоро време ќе разговарам со татко ми, Пашата, и ќе овозможам вас да ве разрешат од оваа должност. Бидејќи не сум се уште разрешен, можам да ви наредам веднаш да излезете. Излегувајте. Надвор! Зарифе, добре, нели? Зарифе не е тука. Ја испратив со мајка и кај еден роднина. Добро си направил, Рамес. Знам дека се оставени на цедило. Исто така знам дека се што ви се случи поради мојот глупав внук. Го знам тоа. Ама, за жал, ништо друго не ми доаѓа на памет освен да се извинам. Знам. Навистина никој не купува млеко од тебе сега? Не купуваат. Велиш и дека имаш долг. Што ќе правиш сега, а? Кажи. Размислував и одлучив да го продадам Ќамуш и кравата Молзница. Што зборуваш, бе, море? Газда Рамис? Луѓето бараат за кратко да го исплатам целиот долг. Немам друго чаре. Вахиде, остави Керко, јас ќе кренам, јас ќе средам се. Не, тетка Муневер. Остави ја. Нека ти се позлатат рацете, Муневер. Не, на здравје, Фатма. Гостинот го јаде тоа што ќе го затекне, не тоа што ќе го посака. А за вечера ќе сготвиме нешто заедно. Ќе сготвиме. Рацете да ти се позлатат. Да ти се позлатат рацете, тетка Муневер. На здравје, синко, на здравје. Мамо, ние ќе одиме, не чека долг пат. Ако добро кажа, до вечер ќе стигнете. Вие дали се одморивте? Јас се одморив. Треба да го прашате Намик дали тој се одморил. Благодарам, добро сум. Мустафа сакав да речам. Тога зошто не рече? Тога зошто Намик рече? Леле. Ајде да станеме тогаш ние. Добро. Ви посакувам среќен пат, момче. Мамо, Зарифе не оди, нели? Зариф останува, нели? Кажи и да остане, кажи. Ќе останат, синко, ќе останат. Кажи, бе. Зарифе и тетка ти Фатма ќе ни бидат гости оваа вечер. Не грижи се, ќе останат, добро? Добро. Така.
Мама, Што? момчево малку како чувај Боже. Ајде тогаш тргнете на пат, свртете на десно, спуштете се кај ридот удолу, ке стасате кај потокот Джулук и ке стигнете. Ајде, намик ти ја доверувам Вахиде. Зошто мене ми ја доверуваш? Вахиде? Сакав да речам Мустафа. Зошто не кажа тогаш? Тогаш зошто намик рече? Еј, господи, сега се изненадив. Ајде ние да одиме. Мене ми ја доверија Вахиде. Тетка Фатма тебе ти го доверуваме нами. Добро, ајде.